Да сама Венко Филипче. Благодарам. Благодарам. Почитувани присутни другарки и другари, социјалдемократи, социјалдемократки, почитувани паланчани, паланчанки, навистина ми е чест што можам вечерва да ви се обратам. Се чувствувам како дома, меѓу своите. Еве, Љупче, јас сум од Скопје и ве сакам. Меѓу другото, поради тоа што со огромна чест и одговорност ја носам титулата која што добив од вас, а тоа е почесен граѓанин на Крива Паланка, пред неколку години, титула за која што напорно работам да со текот на времето биде се повеќе и подобро заслужена. Многу ми е драго што тука заедно седат многу луѓе заедно. Седат многу луѓе, стари членови, нови членови, членови на младината, наши сеньори, поранешни функционери, членки на форумот на жени. И тоа е сигнал дека Крива Паланка знае како се победува. И тоа е сигнал дека Крива Паланка ќе го повтори тоа што го направивме и во 2017 година, и во 2020 година, и во 2021 година. Тоа е сигнал дека лекцијата од ланските избори е научена. И дека ќе имплементираме тоа што научивме во овие избори и повторно ќе победиме. И од тука ќе тргне големата победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа што сме ние единствената државотворна и вистински патриотска партија, која што денес, кога гледаме како темелите на државата, кои што ние ги поставивме, се рушат, го пуштаме сигналот и порачуваме. Ке си ја вратиме државата назад и на вистинскиот пат. Почитувани присутни, Крива Паланка е градот кој што изминатите години претрпе најголема трансформација споредено со било кој друг град во државата. Крива Паланка, тоа што е денес и пред 7-8 години, се два различни градови. Реновирани училишта, нова градинка, нов плоштад, целосно ново корито на Крива река, нови мостови, поврзан град со Куманово, со Скопје, со Деве Баир. И сето тоа благодарение на напорната, искрена, транспарентна, отворена за сите вас, инклузивна работа на градоначалникот Сашко Митовски. Поради што дозволете денес во име на раководството на партијата, а согласно завршените партиски процедури, во кои што е предложен од буквално сите местни одбори, да му ја честитам кандидатурата за уште еден мандат, а јас сум сигурен и победата. Тоа што Тоа што Крива Паланка денес е модерен град, голема заслуга има и Љупче Николовски, со кој седевме во иста влада и правеше се за да обезбеди проект повеќе
за градот покажа и докажа како еден министер искрено работи да го поддржи развојот на својот град. Најпрво поддршка му даваше на Бројанчо, нека му е вечна слава, а понатаму и на Сашко. А за сето тоа огромна поддршка имаше од тогашниот премиер Зоран Заев, кој на ниту еден проект не рече не, и понатаму и на Димитар Ковачевски. Почитувани присутни, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е политичка партија која произлегува од здружената идеја на основците и борците на народно-ослободителната борба за еднаква, слободна, просперитетна и социјална држава. СДСМ е партија која ги постави темелите на модерната македонска држава и принципите на социјалната правда, држава во која секој еден граѓанин има загарантирано право на достоинствен живот, а не преживување. Денес, за жал, гледаме како тие темели се рушат. Владата на ВМРО-ДПМН и нивните сателити за само 10 месеци направија пустош во економијата. Цените растат, платите стагнираат, стандардот опаѓа. Граѓаните го чувствуваат тоа секој ден, на пазар, во аптека, на бензинска пумпа. И додека народот се снаоѓа од ден за ден, владата на Мицковски тоне во 7 милиарди евра нови долгови, 7 милиарди евра задолжување без план, без реформа и без визија. И тоа не е развој, тоа е грабеж на граѓаните. Наместо развој гледаме корупција. Наместо инвестиции гледаме тендери за своји луѓе. Македонија, за жал, повторно е заробена држава. Заробена во нестручност, во партизација, од стравот на една власт која што не знае што значи тоа одговорност. Народот не бара чуда. Бара само честна плата, стабилни цени и можност за достоинствен живот дома, а не билет за еден правец во странство. ВМРО-ДПМН зборува за патриотизам, а половина од нивното раководство имаат бугарски пасоши. И тоа самото по себе не е проблем. Така се чувствуваат. Секој има право да се чувствува како сака. Но кога се манипулира со сопствениот народ, кога тоа се представува дека е некаква брана на идентитетот, а во исто време тргувате со тој идентитет, тогаш тоа не е патриотизам. Тоа е квази патриотизам, тоа, почитувани другарки и другари, е лицемерие. СДСМ верува во унитарна, еднаква граѓанска Македонија. Држава во која никој нема да биде дискриминиран поради своето име, вера, јазик или потекло. Единствена гаранција за Македонија е асномската идеја за заедничество и праведност. Само така, сплотени, можеме да изградиме успешна и сигурна држава. Македонија не смее да биде изолирана. Мора да останеме дел од светот кој се движи напред. Дел од НАТО и да станеме дел од Европската Унија. Ние таму припаѓаме. Меѓу демократии кои почитуваат право, правда и човекови слободи. Меѓу развиените земји. СДСМ е единствениот гарант за европската иднина. Затоа што ние не се плашиме од реформи. Не се плашиме од европски обвинители, затоа што немаме што да криеме. А тие кои денес владеат, и тоа како имаат. Затоа ќе прават се Македонија да не влезе во Европската Унија. Ќе блокираат, ќе лажат, ќе се кријат зад лажниот патриотизам, само за да избегаат од одговорност. СДСМ знае да признава грешки, и тоа го правиме. Но знаеме и да учиме. Денес пред сите вас велам, ќе бидеме посилни, подобри и поодговорни. Ќе се поклониме пред оние кои изградија оваа идеја, нашите ветерани, нашите најдобри, најверни членови.
И ова не е само политичка битка. Ова е битка за душата на Македонија. За тоа дали ќе живееме со исправен грб или со наведната глава. Затоа, другарки и другари, СДСМ избира борба. СДСМ избира правда. СДСМ избира иднина. Да живее СДСМ, да живее Македонија.